Брисел му дава поддршка на Скопје во напорите да изнајде решение прифатливо за сите страни и да обезбеди гаранции за евроинтеграцијскиот процес. Првиот човек на парламентот е дециден дека препреката уставни измени мора да се надмине, но во иднина да не се отвораат прашања поврзани со идентитетот кои се тешко решливи. Задоволен од реториката на европратениците, чија делегација е во дводневна посета на Македонија и заседава во рамки на мешовитиот парламентарен комитет, Гаши порача дека патот кон ЕУ мора да се заснова на копенхашките критериуми, а не на историски прашања кои не разделуваат. Со новата влада во Бугарија очекува поинтензивна комуникација која ќе го затвори спорот, ќе се крене рампата и ќе се отворат кластерите. Знаете дека последната препрека ни се уставните измени, односно да се најде еден вид гаранција и да се сочува процесот како да пристапиме кон уставни измени, а во иднина да немаме покренување на прашања кои се однесуваат на идентитетските прашања кои се сложуваме сите дека се тешко решливи и се вон доменот на копенхашките критериуми за зачленување на државите во Европската унија. Гаши се сретна со европратениците, чија делегација е предводена од хрватскиот европратеник Карло Реслер, копредседавач на овој заеднички комитет. Меѓу 13 европратеници е и Томас Вајц, известувач за Македонија во Европскиот парламент. На состанокот присуствуваше и евроамбасадорот Михалис Рокас. Вајц во интервју за Агенда 35 порача дека билатералните прашања го окупираат целиот процес на преговори. За да има уставни измени според него, Македонија мора да добие гаранции дека тие се последното билатерално условување на патот. As a matter of fact that meanwhile bilateral relations between Bulgaria and North Macedonia are even part of the negotiation process. So we will need clear statements from the European Commission and the Council, and we will need statements from the Bulgarian government that with the inclusion of the Bulgarian minority into the constitution, the bilateral issues that need to be solved within the accession process are fulfilled, and that there will be no more additional requests being put on the table in relation to the accession process. Европратениците истакнаа дека во моментот во однос на проширувањето на ЕУ постои прозорец на можности кој треба да се искористи, а информираа и дека Европскиот парламент како приоритет ја поставува зајакнатата соработка со парламентите во земјите од Западен Балкан.